Добро, следи часот за 7 оделение, повторно биологија. Денес сме онака фрлени на македонски јазик и природни науки, односно биологија. За 7 оделение имаме тема 2, наставничка, така? Да, каде што се обработуваат растенијата и процесите кои што се случуваат во нив. Лекција 16, што значи тоа? Тоа значи дека одиме според наставниот материјал. Во овој период од учебната година и да одевме на училиште, ќе работевме оваа содржина. Заради тоа е така напишано, да знаат учениците и да навистина да ги гледаат овие часови, затоа што истото тоа ќе го работевме и на часовите. Јасно, значи да отворат учебник на за така, и да транспорт, го пратат часот. дури страна во учебникот е напишано, убаво е да ги следат овие лекции вака. Добро. Добро. Вода. Може ли да разгледаме и да видиме зошто е толку важна водата во овој случај за растенијата? Да. Еве има повеќе за создавање храна во фотосинтезата. Така. Тоа и треба на водата, како што научивме пред малку, за цврстина на клетките да не венее растението и тоа за да не овенува, да не се суши, да има сила, за спроведување на минерални материи. Со тие минерални материи нели почнува да расте растението и за ладење на растението преку транспирација. И сега се знаеме вака, ама ова ладење како се лади. Така. Предпоставуваме. Така, предпоставуваме, ќе објасниме се многу убаво, полека и постапно. Важи. Заклучокот од овој слајд е дека водата неопходна за одвивање на сите физиолошки процеси во растенијата. Се случува во сите живи организми, сите процеси кои што се случуваат во клетките, во организмот, се случуваат во водна средина. Значи, неопходна е водата за да може да се случуваат било какви биохемиски процеси во нашиот организам и во другите организми. Но зошто го работиме сега ова и зошто е важно да го научиме транспортот на водата кај растенијата? Кога растенијето прима вода, треба да се споменат неколку фази. Коренот, кој што има функција да ја абсорбира водата, преку ситните коренови влакненца, ги покажавме кореновите влакненца како се создаваат, нели? И тие почнуваат да се движат понатаму во следниот дел. Понатаму ќе видиме како тоа се случува. Но да одиме понатаму, еве. Ова е пресек тука на корен. Ова се коренови влакненца, значи направен е тенок пресек за да се види што тоа има во коренот. Кога јадеме морков, дали сте забележале внатре дека има едно крупче? Крупче, да. Ете така. Еве го тоа крупче. Тоа е цевче за вода. Точно така. Кога водата се абсорбира од почвата, таа преку кореновите влакненца навлегува во растенијето, го поминува овој дел каде што е основното ткиво на коренот. Не, коренот е ова, така. И мора да стигне до централниот цилиндер, односно до тоа крукче што го забележувате кај морковот, затоа што таму се наоѓаат специјални цевчиња за вода кои што ја пренесуваат водата понатаму во другите делови на растенијата. А ова важи само за тие растенија кои што се коренски, например плодови како морков што е коренски? Не, за сите. За сите. Сите имаат централен цилиндер, сите имаат цевчиња за вода, сите имаат коренови влакненца, само обликот е различен кај различни растенија. Некои имаат тенок, некои имаат жилес, некои имаат задебелен, вретенест, репкаст и така натаму и така натаму. Јасно. Ете така. Еве втората фаза. Сме впиле коренот ја абсорбирал водата со кореновите влакненца преку централниот цилиндер и цевчињата за вода, мора сега да ја спроведе понатаму. Продолжува да се искачува преку ксилемските цевки кои се надоврзуваат од коренот кон стеблото. Подоцна ќе ги споменам, ќе ги објаснам. Ксилемските цевки. Ксилемски. Ете така. Ќе ги објаснам и нив морам да ги објаснам. Затоа што се непознаница за сега. Сега следно нешто да го видиме напречниот пресек на стеблото, што тоа има во едно стебло. Има кора или епидермис ако растението е зелјесто, односно ако е тревесто како трева, ако е како даб
или бука, ако е дрво, тогаш дрво. има кора. Добро. А внатре се распоредени цевчињата, но тие се распоредени во специјални спроводни снопчиња. Еве ги. 4. Во секој овдека има 4, Аха, но тоа може да се- има се повеќе. разликува. Да. Добро. Овдека се нацртани за да може шематски убаво да се прикаже. Цевчиња за храна Флоем. и цевчиња за вода. Еве ги сега да ги објасниме Силем. поинаку. Биолошкото име на цевчињата за храна е флоем, а цевчињата за вода се наречени ксилем. Значи тие се тие ксилемските цевчиња. Точно така. Тие спроведуваат само вода. Низ нив не се спроведува ништо друго, туку се специјализирани да спроведуваат вода. Во биологијата ги нарекуваме и дрвенести цевчиња, или ксилемски цевчиња, или цевчиња за вода, како им е најлесно на учениците, така нека ги научат. Цевчињата за храна пак се наречени флоем и од каде сега оваа храна? На коренот му треба храна исто како и на плодот што му треба, и на пупката, и на листот. Целата храна што се создава во листовите мора да се однесе до сите делови на растенијата. Тие растворот од шеќер, нели, што го споменавме преска, преку овие цевчиња се носи до сите делови на растенијата. Тие се наречени во биологијата ситести цевчиња, бидејќи се, замислете, пластични цевчиња да си наредите едно По друго. едно до друго, да. Аха, добро. Помеѓу нив да има како цедалките за чај. Аха, да. Е така, има такви попречни прегради со дупчиња и затоа се викаат ситести. Аха. Ете Како така. сито. Како сито. Ситести. Така. За А се ксилемските цевчиња се дрвенести и тие се надоврзуваат една на друга, немаат такви прегради. Само се. Ете така. И третата фаза, она што е многу важно, е транспирација, процес на губење на вода преку листовите. Растенијето постојано е во потрага по вода. Коренот, основна функција му е тоа и нема контрола колку му е доста. За да взема. постојано зема, за да растенијето стои исправено, за да има притисок во растенијето, за да има цврстина растенијето. Сето она што е како вишок. Водата се употребува, кажавме, во сите биохимиски процеси, но дел од водата не му треба на растенијето. Треба да се оддели од растенијето. Тој процес на губење на водата во видна водна пареја од растенијата се нарекува, од листовите на растенијата се нарекува транспирација. Тоа е еден од трите најважни процеси што ги прават листовите. Фотосинтеза, дишење и третиот е транспирација. Мораме да ја видиме внатрешната градба на листот. Ако земеме еден мал дел од лист, го ставиме под микроскоп, вака нешто можеме да видиме. Ова е шематски приказ нацртано, но многу слично може да се забележат деловите на листот. Да. Ете така. Значи имаме на површината, имаме површински дел, кој што е епидермис, ова тенкиот дел што го гледаме, и одозгора секогаш има восочен слој за да лизга водата кога врне, на пример, го штити растенијата. Потоа во внатрешниот дел има основно ткиво или мезофил, тука се врши најмногу фотосинтеза. Имаме палисаден дел, сунгерес дел. И имаме простори, гледате сунгересниот дел колку клетките се една од друга одделени. Еве ги цевчињата за вода, а одозвола имаме уште еден дел кој што се нарекува долен епидермис. Тука треба да ги забележиме овие мали отворчиња, ви гледате тука овие мали отворчиња, тие се врската која што ја има листот со надворешната средина. Еве уште еднаш, исто попречен пресек на листот, и еве како водата излегува преку тие мали отвори надвор, Ова како се викаше преку ксилемските цевчиња, така, па потоа Доаѓаат оди во листот и после Така, тие и пресеците потоа излегуваат за низ отворите излегуваат во надворешната средина. И тоа е процесот транспирација. транспирација, Што се тие отвори, како изгледаат, какви се? Еве ги. Еве ги. Да. Ова е микроскопско представување, односно се зема од листот површинскиот дел, се става под микроскоп, се гледаат вакви мали отвори. Овие отвори се нарекуваат стоми
Стоми? Од грчкиот збор стома, што значи уста. Ако ги свртите вака, дали ќе ви личат на Да. на устички. Ете така. И тие имаат можност да се отвараат и да се затвараат. Тие ја го контролираат оддавањето на вода од растението. Значи, тие се важните. Коренот само абсорбира, но тие контролираат колку ќе испуштат водна пара, колку ќе задржат во растението. Тие знаат колку им треба. Тие знаат колку им Така. треба. Еве ги стомите како изгледаат, шематски. Кога се полни со вода, се отвараат. Кога растението има доволно вода, се отвараат, еве ги. Ама кога ќе нема доволно вода, за да го заштитат растението од исушување, ќе се затворат. Јасно. Изградени се од две клетки, се нарекуваат чуварки, затоа што го чуваат стоминиот отвор. Да се отвори вратата или да се затвори. Така е. Ете така. Еве како изгледа микроскопски пресек направен во училница. Значи ова го гледаме под микроскоп. Сега можноста со мобилните телефони е многу убава, па учениците го фотографираат ова, па ги зголемуваме фотографиите и можеме убаво да ги видиме стомите како изгледаат на површината на лист. Зошто е важна транспирацијата? Зошто сето ова мораме да го учиме во биологијата? Прво действува како пумпа за да ја подигне водата на голема височина, бидејќи на сите делови на растението им треба вода. Така? Така. Со водата се примаат минерални соли. Ќе докажам сега. Така? Потоа, го регулира примањето и испуштањето на вода, односно размената на материите во растението. Извлекување на вода од почвата, спроведување и испарување на вишокот и го разладува растението. Повторно разладувањето на растението. Сега ќе го објаснам разладувањето. Само наставничке, за некои минута и пол ќе треба да ни звони часот за следниот, така што добро. мора Само тоа да кратко побрзаме. и ќе ги кажам домашните што треба да ги Во направат. ред. Да, Ете само така. врати го. Зошто е важно разладувањето на растението? Разладувањето е важно заради тоа што кога имаме многу високи температури во летните периоди, знаеме дека растенијата не можат да издржат многу високи температури, процесите завршуваат некаде на 40 степени. Се замислете во лето 40 степени. А растението е живо. Одиме во шума за да се разладиме. Да, Дури гладно да. и свежо ни е таму. Да. Растението постојано извлекува вода од почвата. Каква е водата која што извлекува од почвата? Со пониска температура или со висока? Со Со пониска. пониска. Како го ја абсорбира водата, таа се движи низ стеблото до листовите, таа пониска температура на водата го разладува растението и вишокот што е повторно се исфрла во надворешноста, односно растението Преку транспирира преку И стомите. нам не прави да се чувствуваме попријатно, да ни Така биде е, поладно. така е. И растението останува во живот, односно се разладува. Тука пробав да ги докажам спроводните цевчиња кај растенијата, го ставив цветот во боја, во обоена вода и овозможив да се обојат ксилемските цевчиња. Не знам дали се гледа, затоа донесов да се спореди со вистински цвет како Така е. И зошто минералните материи велам? Гледате како се задржува тука бојата во листовите. Не транспирирала. Водата транспирирала, но бојата, тие растворените останала. минерални материи остануваат. И кога е направен тест да каква е водата која што транспирира со таа која што се впива од почвата, се гледа дека транспирираната вода ги нема тие минерални материи. Значи, тие се Остануваат задржуваат во затоа што му треба растението. на растенијата. Дали имаме некоја домашна задача, наставничка? Само експерименти да направат. Значи експериментите, ги Да. знаеме експериментите, Така. до сега наставничката Така, ни растение каже. кое што треба да стават ваква кесичка, да ја заробат транспирираната водна Така. пара и да видат што ќе се случи. Дали ќе се појави можеби тука вода Така. како пареа на... Така, и третиот да откријат каде има повеќе стоми, на опачината на листот или на горниот дел од листот, дали на долниот или на горниот. Едноставен експеримент, ги ставаат листовите во вода или еден лист кој што сакаат и дотураат врела вода. Ќе почекаат неколку минути и ќе видат каде има повеќе меурчиња, каде повеќе се создале меурчиња и тоа ќе им е доказ каде има повеќе стоми. Океј, ова е многу добро да го направите сите дома, така? Сите овие домашни задачи, а ние завршуваме со овој час и одиме на следен час, меѓутоа
меѓу часовите те дадем еден джингл.